Во топ тема вечерва уште едно интервју. Овој пат со жената која основаше една од првите IT компании кај нас, електроинженер по професија, председателка на МАСИТ, почесен конзул на Канада во Македонија, активна на многу полиња, но и често со жестоки критики за разни политики во државата. Добро вечер за Анета Антова Пешева. Добро вечер. Ви благодарам на поканата. Благодарам што дојдовте. Додека истражував, не сте ви активна само на едно поле, како што кажав, навистина дури неколку професии може имате, но сепак би почнала со нешто што е актуелно. Вие често сте гласни околу положбата на жената кај нас. Она што денеска се случува и се откри е една група повторно отворена на социјалните мрежи, овој пат на Телеграм, по примерот на Јавна соба, ако се сеќавате, каде што повторно има 60 фотографии на жени, корисниците се мажи, дури се вика машки домаќински муабети. Значи, повторно еден скандал по оној со Јавна соба, во исто време кога Комисијата за борба против дискриминација откри дека во учебната трета година во средните училишта жените се представени, ќе цитирам, дека раѓаат, перат и шијат, а мажите кои помагаат дома се папучари и слабичи. И дека самохраните мајки се главно кориснички на социјална помош. Ова се нареди во едно да дадеме една страшна слика. Страшна е сликата, да ви кажам. Јас се извинувам, но тоа од учебникот го немам видено, иако не се сомневам дека тоа е така. И не можам да разберам зошто поминуваат тие учебници без некоја контрола на стручни лица. Тоа сепак се случува заради тоа што ние имаме ерозија на интелектуалниот капацитет во државата. И тоа е еден многу голем проблем. А ова што се случува со проблемот на тие социјални мрежи, ова не е веќе прв пат, нели? Ние веќе имавме таков случај кој што беше навистина голем скандал. Дури девојчињата и тајно ги фотографирале, ги пуштале. Сепак мислам дека тука веќе и на ниво на цел свет тоа е голем проблем. Знаете, се прават некои механизми кои што фактички можат тие работи да ги контролираат. Проблемот е тоа што тоа почнува некако наивно, ви сами кажавте насловот машки, не знам, домакински муабети, а во суштина тоа потоа прераснува во нешто сосема друго. Ја мислам дека таа работа овдека барем во државата може многу лесно да се контролира, бидејќи ние не сме Америка, па сега да имаме 350 да се контролира. Ако тоа веќе треба да се направи, мислам дека и постои во полицијата еден сектор кој што тие работи ќе ги контролира. Значи, ако сте го виделе вие, ако сум го видела јас, тоа значи секогаш мора да имаат големо внимание да стават на таа работа и тоа да се санкционира. Кај нас поминуваат работите заради тоа што после некои такви грозни работи никој не одговара. И тоа е голем проблем. Значи, ние не чувме дури како заврши епилогот со тоа Јавна соба или како беше. Не видовме. Ке поминат секое, како да ви кажам, 3 дена ке зборуваме, емисии ке правиме, тоа ке се заврши после 3 месеци, не ни знаеме што се случило. И никој за тоа не се интересира. Мора државата да си ги организира тие работи. А мислам дека тоа е комплицирана тема и на светско ниво. Али мислам дека државата, како нас, мала, дека тоа може да го контролира на крај краишта. Тоа е моето мислење и мислам дека тоа е страшно. Тоа што жената е ставена во една ситуација дека само треба да пере, да готви и да чисти, тоа е страшно. Значи, тоа е еден мачоизам кој што постои. Значи, ние не сме ни патриархат. Да сме патриархат, значи има такви држави, се знаат, тоа уредување се знае, познато е и тоа е така таму. Има правила на однесување. Овде нема правила на однесување. Тоа е големиот проблем. Што фактички се доведовме во една состојба
која што е поназадна и од социјализмот. Значи, во социјализмот жените беа скоро рамноправни, одеа на работа, мојата мајка одела на работа, тоа било најнормална работа. Ако во нешто била предност нашата држава, добро порано Југославија, тоа било тоа што фактички жените воопшто не било чудно дека одат на работа и дека плата земаат. Значи, тоа беше решено некако, Многу работи, право на абортус, кога да речеме во половина Европа. Да ви кажам, тоа било табу. Во капиталистичките земји они беа поназад од нас. Значи, и во една Америка, кога, да кажеме, ке имате семејство и жената и да е образована, повеќето од нив остануваат дома да ги чуваат децата. Значи, сакам да кажам дека ние сме биле понапред во таа работа. Само што овдека не се веќе работи за уредување. Ова не е патриархално општество, не. Ова е мачо општество. Тоа е проблемот. А тоа јас многу добро го разликувам. Како тогаш се одлучивте како жена да почнете приватен бизнис пред околу 30 на години? Тоа е вашата утре компанија. Е една од првите во 90-тите, прво во приватен бизнис, приватна компанија, а после во информатички технологии, каде што баш и немаше жени. Да ви кажам, немаше. Јас кога се запишував на на факултетот, на електротехничкиот факултет, знаете, тоа беа 3-4 девојки ние бевме. Тоа беше втора генерација, ми се чини, на информатичари. И во тоа време некако јас бев и во Корчаген, и математичка, бев паралелка. Така некако природно ми одеше, сега не би навлегувала околу таа работа. Јас повеќе сакав филозофија и глума, ама ете така патот ме доведе да завршам електротехнички факултет. И мислам сега не се каам од оваа перспектива воопшто. Воопшто сега во моментов ми се чини дека ниедна девојка нема проблем да оди на техничките факултети. Јас дури сум и ментор, држам и предавања и на ФЕИТ и на тие организации, каде што, да кажеме, ги охрабрувам младите девојки да одат во тие води. Значи, и јас само сакам една работа да ви кажам. Иднината е во дигитализацијата и во IT секторот. Тоа што некој не го разбира е тоа дека ќе дојде време кога само тие кои што ќе ги работат дигиталните вештини, кои што ќе ги имаат дигиталните вештини, тие ќе обстанат и ќе имаат убав живот. Јас тука не мислам дека требаат сите инженери да станат. Него јас мислам дека и тие кои што се од другите професии, од право, од економија, од медицина, мора да имаат некакво, како да кажам, предзнаење за да бидат во водите на дигитализацијата. Бидејќи светот оди натаму. Ако сакате да се надоврзам на претходно прашање што ви беше, што зборувавме за рамноправноста на жените, јас повеќе пати сум го кажала ова, да знаете, не постои рамноправност ако немате финансиска независност. Значи, тука е клучот на тоа што треба жените да го направат. Јас како председател на МАСИД правевме неколку проекти со британската амбасада и со швајцарската амбасада на преквалификација и доквалификација на кадри кои што не се од IT секторот, со неформално образование. Имаме ние многу добри компании кои што го работат тоа и ни се членки. Така да мислам дека после тоа 80% од луѓето што го посетуваат тие курсеви добија работа. Ако жената не е финансиски независна, не може ако да зависи бара. од мажот или од ние можеме да одиме, да правиме NGO, да штрајкуваме, не знам, што сакате можеме, ама тоа рамноправноста нема да ни ја донесе. Рамноправноста ќе ја донесе само ако од почеток бидете храбар. Јас бев храбра во тоа време заради тоа што тоа беше, што да ви кажам, чудо невидено. Во сред социјализам, приватно беа, знаете како, шивачки, автомеханичари, значи немаше да завршиш факултет било кој и да одиш во приватен бизнес. Али ете, мислам дека тоа се покажа, бидејќи мислам дека кај жените има една интуиција
Јас и сопругот мој со мене, мислам, имав и два партнери, ама сепак некако јас ја направив иницијативата. Мислам во тоа време. Од вас потекна, да, од мене потекна, време. да. Мислам дека тоа ќе го потврдат сите. Како успеавте да ве послушаат, еве? Обично вели ме обратно. Па не знам како беше тоа, да кажеме. Успеавте да ги убедите? Успеав. Прво јас сама почнав скоро да работам, значи они беа нешто на факултет, па асистенти, па и имаше еден-два проекти, јас да кажеме почнав сама да го правам тоа. Значи направивме дигитална каса и јас седнав со касиерката во Стоковна куќа мост, имаше една бомбонјера со нашата дигитална каса и јас седев за да покажам на тогашниот тој Стокопромет голем директор беше дека нашата каса ќе направи поголем промет за исто време. И така сега тоа се многу долги приказни. Да. Споменавте дигитализација. Значи збор што го слушаме цело време, а јас не сум сигурна па дека и сите го разбираме. Кога зборуваме дигитализација мислиме на администрација, на тој дел и дигитализација често спомнуваме во образованието. Значи имаме две различни сфери. Кај дигитализација на администрацијата, на јавните служби, слушаме дека можеби сме последни во регионот. За оваа тема па има многу да кажувам, пошто навистина еве јас како председател на масите овие 2 години некако цело време зборував на едно малку пониско ниво на сите структури во државата, особено на министрите и на премиерите, на председател, дека дигитализацијата беше лошо представена. Сега сите некако се фатиле за таа дигитализација и сите нешто зборуваат. Да, ама јас не сум сигурна дека разбираат. А јас ви кажувам да од дигитализација нема. Значи, кој што прави само некои стратегии. Една стратегија, едни, друга стратегија, други, трета стратегија. Саде седиме нешто со станоци, тоа некои комисии, нешто без везе. А у суштина значи, вас ве покануваат на сите тие средби, со останати стратегии. Мислам и вршиме големо влијание, затоа и сега ако гледате но резултати нема. Резултати нема. Јас не би сакала да ја ставам целата, како да кажам, дигитализација. Ја би одвоила два сегменти тука. Ние како држава и како кадар инженерски, мислам дека сме понапред и од регионот. Тоа значи дигитализацијата и во приватниот сектор, во банките, во осигурителните куќи е на многу едно високо ниво. Ние имаме проблем, значи, нашиот проблем се вика дигитализација на администрација. Сега за да објаснам што значи дигитализација во држава, знаете што е тоа? Кога ќе одите да си го или да го нарачате изводот на имејл и кога ќе ви стигне изводот, да не ве крстат, например, Малина наместо Марина. Значи, тука е проблемот. Дигитализацијата треба да ја почувствуваат граѓаните и да им биде олеснет животот. Не со сати да чекаат по шалтерите. Тоа значи сите овие документи практично се би било во дигитална форма. Нема да има хартија, нема да има... Има еден поголем проблем тука. Харти, тоа со тони се трошат. Значи тоа нема врска во државната администрација. Ја нема дигитализацијата заради тоа што секое министерство си ја држава за себе. Не се поврзани меѓу себе. Нешто не се поврзани. Тие фактички и не даваат податоци на друг. И тоа е многу интересен момент. Значи, вие сега, ако имате, не знам, матични книги, а таму сте се родиле, ја пред 50 години, како може да ми го сгрешат името во изводот? А вадам пасош, вадам лична карта. Значи, ние немаме основна... Тоа министерот Манчевски дури го увиде проблемот и дури закон во собранието донесе дека институциите мораат меѓусебно да си ги разменуваат податоците. И сега затоа вас ви се случува дека за еден обичен документ и во тешки ситуации кога сте, некој ви починал дома, вие треба на 100 шалтери да одите за да се разберете. Значи, најголемиот проблем, и јас мислам решавањето на овој проблем може да биде само ако се направи едно мапирање на
дигитализацијата во администрацијата. Бидејќи досега, знаете, многу пари се потрошени, ама секој кој како дошол министер или не е битно тамо помошник си купувал по своја опрема. Значи, треба да се види дали системите се компатибилни, како да се стават во еден систем, па не сме ние кој знае колкава држава, мислам навистина. Тоа е проста работа за инженерите. И јас сакам да ви кажам, Масит има, во Македонија има околу 2000 IT компании. Знаете дека 89%, се правевме едно истражување со швајцарска амбасада, 89% работат само за странство. Десетина компании се тие што работат за македонскиот пазар, особено па за дигитализација на администрација, мислам, тоа е тука очигледно ретко кој работи, бидејќи такво нешто не. Сакам да ви кажам дека не може да ние како држава да не можеме да ги искористиме овој капацитет на деца, млади, не ја. Јас повеќе зборувам и сега ми е лесно да зборувам од оваа перспектива, заради тоа што знам што треба да кажам после тие 33 години искуство моја. Јас сакам тие закони да се променат и да се земе во обзир овој капацитет на IT луѓето кои што ние го имаме во државата, а е неискористен максимално. Максимално неискористено. Со тоа што тука има доста проблеми, сега не би навлагала зашто за оваа работа мислам стварно треба една посебна емисија. Но велите има компании, има млади луѓе, но тие дали би биле заинтересирани да работат, нели, во администрацијата, зборувам за IT компаниите од информатички технологии, бидејќи тие се најплатените вработени во моментот. Оваа индустрија во приватниот сектор. Зборуваме за приватниот сектор. Како да се заинтересираат, ангажираат? Значи, оваа професија е единствена заради која остануваат во земјата. Сите останати гледаат да заминат. Зборуваме за младите. Да, па јас имам примери дури во управниот одбор, неколку млади луѓе кои што работеле по 7-8 години во Германија, во Австралија, се вратени овде, кои си имаат направено своји компании и работат за надвор. Значи, прво и основно, кадрот за IT инженерството во самата администрација, тоа јас не можам да ви кажам колку е тешка работа да се реши. Бидејќи, знаете, во една приватна фирма која се запослува некој, не мора да е инженер, значи да има завршено и неформално образование. Тој ако го бива, не го ни прашуваат дали имаш ти диплома. Значи во администрацијата кој ќе влезат, имате таа систематизација, чекај сега овој бил, не знам, инженер или факултет, овој магистар бил, овој доктор. И повторно на крај им се сведува платата на 400 евра. Па тоа е невозможно вие да задржите кадар. Има решение. Треба да се направи со компании, значи безбедносно сертифицирани. Значи, луѓе кои што работат во компаниите да бидат безбедносно сертифицирани и да се направи како едно јавно-приватно партнерство со министерствата. Да знаете, и во Америка немаат во State Department Министерство за финансии. Тоа го води надворешна фирма. Значи не ги вработуваат, но може да се реши. Да, во Канада е исто така. Значи секогаш кога се работи, дали тоа било САП, дали големи системи, секогаш, значи они ангажираат сигурни луѓе. Значи, и дигитализацијата треба да се земе многу сериозно, дека тој што влегува во некоја институција, да кажем од странска држава, дека тоа утре може тоа да го искористи. Да, има безбедносни ризици, но и тоа се огромни ризици. Затоа треба домашни луѓе. Тука ќе направиме куса пауза за реклами, се враќаме на разговорот. Продолжуваме со разговорот со господја Анита Антова Пешева. Една од темите за која исто често настапувате во јавност, критикувате, зборувате и се иселувањето на младите. И вашите деца живеат во странство. Има ли начин тоа никако да се, барем да се намали, не можете, децата од основно училиште сонуваат да заминат во странство? Знаете, како да ви кажам, ја пошто ова ми е многу емотивна, нели, приказна мојата, ако моите деца се иселија во странство, мислам што да кажам за другите. Значи веќе не се работи за финансискиот момент. Знаете, не се работи овдека
тоа што, да кажеме, јас цело време го гледам, века и мојата ќерка и син, кога се тука и кога се чудат дури. Екологијата, здравството, значи, тие работи се многу и исто така, како да пореметен на вредностни критериуми. Не е на merit-based систем нашето општество. Па мојата ќерка заврши постдипломски во University of Toronto. Дали знаете дека факултетот ја препорача и она сега работи senior policy advisor во владата на Канада. Значи јас тоа не сум можела уште пред да јас конзул да бидам, пред 6 години. Па тоа овдека јас да запослам у Министерството за екологија, прво ќе треба нека партија да се запише, па ја ќе треба сите да ги молам. А овдека оди некако си тече животот тамо. Ние овдека се загушивме од глупости. И тоа е проблемот. Ја мислам сите деца ќе се вратат ако ние направиме овдека систем кој што ќе се почитуваат вредностите, а не систем партиски. Нас таа партизација не отепа. Значи, ние имаме еден многу голем проблем со таа партизација. Вие имате партизација во здравство, имате во школство, во судство, секаде. Партизација, нели сите тоа модерно е да се каже. Може ли директори на клиники да ги става премиер или влада? Па тамо има, како да ви кажам, ниво Југославија не беше така. Се знае кој е кој. Не, оваа партија дошла, ќе ги сменам сега сите директори на клиники. Па работата е тоа што луѓето се искараа меѓу себе. Вие не можете во една клиника конзилијарно мислење да направите, па што сите се мрзат трги. Да, таа поделба во општеството на сите нивоа е очигледно. Да, и мислам дека тоа малце убива, во другите држави воопшто тоа не е важно кој е на власт. Втора работа се нема конзистентна политика што ќе продолжува барем во некои сегменти, нешто што било добро да остане добро. Еве за образование нема. Вие ќе поддржавте реформите на министерката Царовска, кои не идоа на критики заради дигитализација. Знаете, ќе плачат за Царовска, заради тоа што она беше само многу брза и храбра. Мислам дека јас тоа и го бендисував дека е така, само што до дигитализација ќе дојде. Јас ја поддржав нејзината идеја дека учебниците треба да се дигитализираат. Заради тоа што сега, кога имавме ковид криза, немавме дигитализирани учебници. А наставата онлайн? Наставата онлайн, учителките пишуваа на хартија и им покажува вака на екранот. Мислам, тоа не е дигитализација. И она имаше многу добра идеја. Само можеби не мораше. Јас мислам дека тоа до сега бирото за образование требаше да го има направено. Не требаше, мислам, тоа апсолутно кога се издава учебник, тој и така и вака е дигитално прво направен, па потоа е направено. Значи јас апсолутно тврдам на сите универзитети, син ми студираше во Америка, значи он цел семестар седеше тука, полагаше испити и се, тоа сериозен универзитет и сериозни теми, заради тоа што целиот материјал го имаат дигитално. Значи имаат и учебници, али ако не се во... Значи они дури имаат и поени за тие деца што ќе дојдат во училница. Ако сака тој од дома да си седи, нема да има еден плюс повеќе од тој што сака онлайн да оди. Дури до таму и кога нема ковид. Значи не зборуваме. Затоа дигитализацијата на сите материјали во државата, како сега што се валат архивот, тоа е неминовен процес. Значи мора тоа да се направи. Само сега родителите, да ви кажам, и јас веќе бев збуната. Те не сакаат настава од дома, те сега тргнаа на училиште, те сакаат, па поделени, па сите су транспарентни, па кој... Мислам, они не треба ни да се прашаат, да. Образованието, мислам дека треба да биде на еден повисок пиадестал и од родителското домашно воспитување. Мислам... Доколку има некоја стратегија, единствена политика и консенсус околу таа би се спроведувала независно кој е на власт, но очигледно до такво некое ниво
Многу сме далеку. Да. Што мислите за жените во политиката? Еве, јас спомнав министерката Царовска. Некако ги има, сите се... За разлика од жените во бизнисот, кај што мислам дека воопшто немаат проблем жените да влезат во бизнис. Освен тоа да си го решат во главата дека бизнисот не мора да значи дека ќе ја запостават куќата. Јас мојата фирма и моите две деца, ко 3 деца ги гледам. И тоа оваа фирма најстарото дете. А во политиката тоа е комплицирано. И ќе ви кажам зошто. Заради тоа што го спомнав пред малку. Владе една мачоизам во политиката. Вие сте виделе вака на маса седнати главните кои што се шефови на партии, decision makeri, да некоја жена па не постои. Значи главните одлуки во државата ги донеле мажи. Жените се квота. И сега да ви кажам, знаете како образованите и жени кои што држат до себе, значи јас многу имам пријателки албанки, имам пријателки македонски, имам од сите, значи многу, да кажеме, се дружам со нив. Ни една паметна жена не сака да биде квота. Значи, кога ќе кажете квота, за мене квота не треба да постои. Ни да ако си жена, ни ако си различна сексуална определба, тоа се назадни работи, тоа се глупости. Арно, ама не знам како дојде до ова. Порано имаше повеќе. И ако гледате и не функционира, они квота ќе направат најдоле на списокот, ќе ги турат жените, која пола имаме, па не влегле жените. А втора работа, значи и тоа е еден систем на страф од жените, јас мислам. Ја мислам дека тоа страф од жените. Мажите се плашат од жените, знаете како. Јас тоа го гледам и во бизнисот секогаш ме прашуваат дали сега имаш проблем. Немам проблем. Јас кога ќе влезам аргументирано, ако ја знам темата, ако зборувам, мажите се повлекуваат. Мислам, јас барем тоа искуство го имам, еве колку години работам во бизнисот. Али во политиката е проблематично и сега, мислам, ќе се стави, не знам што ќе направи новиот премиер, секоја чест ќе видиме. Вие би влегле во политика, дали сте размислувале за тоа или еве што би направиле, со што прво би се зафатиле ако утре станете премиер? Прво, јас не мислам утре да станам премиер. Не, хипотетички, али сакам да ви кажам, мислам дека прво, јас можам да кажам грешката која што се прави. И еве, мислам нов имаме сега, ќе имаме премиер. Дај Боже да тргне работева. Знаете, сите досегашни премиери, знаете каде е најголемата грешка? Што не работат тимски. Значи, првите 2 години се влага со ентузијазам, сите ги поддржуваме, очекуваме нешто дека ќе се случи. После втората година тимот се растура. Сами они го растураат. Некако се чувствуваат дека стануваат цареви. И сака да се окружат со луѓе само што им века царе, супер ти се лиштата. Значи јас мислам дека тука е големиот проблем. Ниеден човек не е способен да на сите теми знае да одлучи и да каже. Значи тимот е тој што ја прави владата, а не еден човек. Еден човек само треба да ги консолидира сите идеи. А зошто им се случува тоа? Што мислите? Не знам да ви кажам. Еве, јас многу анализирам. Прво и основно, во секоја промена на власта, тоа ние бизнисот највеќе го чувствуваме, пошто ностоп избори, вакви, такви, нема тендери, нема ништо, се застанува во државата. Мислам дека они некако немаат континуитет на владење на држава. Знаете што е? Да си признае тој што ќе дојде сега, еве нов премиер, и да си признае. Знаеш, ова што го направи, ако е СДС, ВМРО во тоа време треба да има континуитет. Ова што го направи премиерот Заев е добро, имаме континуитет. Значи континуитет на политики. Континуитет на политики. Не можеме ние да почнува од секој премиер да почнува светот овдека. А ние сме толку мали, толку сме, значи 1,5 милион не сме, јас ако кажуват тие бројки. Не сме, децава се отидени. Јас мислам дека во држава една, ако има континуитет на работите во подол период од 20 години и ако има стручен тим,
Значи стручен тим е многу битен, а не политички определен тим. И трета работа, што премиерот мора да си ја, како да кажам, да ја фати работата во раце, во смисла на тоа не секоја партија да си ја башка влада у владата. Ние имаме се у влада владиче, у влада владиче. Да, сите се коалициони и видовме како излегуваат тие партиски пазарања. Да, и тоа не е како на колку ниско политичко ниво тоа се. Да, страшно е тоа сега и сите разговарат. Им ја дадоа, им го дадоа тоа министерство на ова. Ма нема тука една влада. Кој кому му дава, кому му зима? Мислам на крај ние граѓаните треба да се заедно. Веќе сме на крај. Дали на економски план не престои еден тежок период и од што стравувате вака на економски план? Да ви кажам, не знам, ние во IT индустријата не стравуваме ништо. Ние имаме раст минатата година за 20%. 1 милиарда овие млади луѓе извезуваат. 1 милиарда евра. Знаете дека се качија платите за 20%. И минатата година се запосле 1600 нови луѓе во 2000 компании се насе во нашата држава. И сакам да кажам дека економски во нашиот сектор не се чувствува. За жал, ковидот доведе до тоа да ние некаков раст постигнеме и да нели сите фокусот им